Здрава, моментално съм во кафе затворен. Се заебавам. Значи поздрав на сите дечки. Добродојавте во ново видео. Кај сме денеска? Денеска сме во возот, одиме за Скопје. Значи, што снимаме денеска? Пошто немах време да снимам видео пред да тргнам или бла-бла, ќе снимам сега во видео. Кога ќе стигнам во Скопје да му опуштам на Жика да го едитира и утре да уклаа. Фактички вајн сме среда, утре четврток ново видео. Вајн излезе видеото со Јана. Фала ви за големата подршка што ме дадете за 1 сат 400 views, толку не ни очеках. А утре ново видео ќе клеме со во Сашки испадне или манијакот. Сега, значи, как ќе читате по самиот наслов, во ово видео се работе за како ми дојде педофил дома. Ми дојде педофил, манијак, сеедно, геј, не знам веќе како да го кажам. Значи типот беше од Германија, имаше околу 30 и нешто години и цело време кога беше во Германија ми сликше на Инстаграм, знаеш, неговиот кур ми сликше, ми снимше видеа као как го ебат, па као дај Боже јас ти да бидеш на негово место, нели на тоа што ме ебе. Сакам да ти го испушам, сакам да ти тверкам на гъзот, сакам да ми го натртиш, не знам шо, не знам как, бла-бла-бла глупости. И бех го блокирал один да им профил на Инстаграм. Тоа беше уште стариот Инстаграм како имах, стариот Лаки Царе. Шо направи? Типот направи нов акаунт. Ја зашо ме блокириш, не знам шо, не знам как, почна пада ми, знаеш, пада ме за маре, као па почна да ми кажува, јас сакам да ми го натепиш, пак истите маабете, сакам да ме ебиш, вола тоа, сакам на дрвениот кур да ми влезе, главичката, бла-бла, глупости. Океј, от тука му го блокирам и тој профил направе, трет и ми вике чисто да проверам дали ми стигат поракта. А тоа се оф реквест, значи јас не му враќах. Значи се оф реквест и он ми пушки, јас само гледам, свакиш, пошто оф реквест ми стои, само ми чинува там. И чисто гледам дали ми стигат поракти и пак исто работи, значи само нови видеа, секој ден нови видеа ми пушкише, нови видеа како ебат, нови видеа како нели као сам да ми го испушиш, мислам да ти го испушам во тоа да ме ебиш, така да ми правиш, вака да ми правиш, во тоа. И веќе ме прекорчи, 3 акаунта му блокирах, ми обанираме на тоа Инстаграм, си направих нов Инстаграм, не знам как ме најде и там. Истите глупости, сакам во, сакам тоа да ми правиш, во тоа, бла бла бла. И последната неделя пред да дојде кај мене, почна да ми пише јас од Германија ќе дојдам во Гевгелија, а типото од Струмица, да, Антонио се вике. И јас ќе дојдам од Германија во Гевгелија, ќе изнајмам хотел само за нас двојица, сова ќе изнајмам, воа ќе биде, тоа ќе биде, јас како што ти кажав ќе дојдеш, ќе ме ебиш. Многу филмови и фантазии си правиш од типот. Тварно дојде во Гевгелија, ми слика ја вике во Принцесу хотелот, да чекам, во тоа там беше 2-3 дена. После там се префарливо на Мама хотел, Painted Black, поточно мама работе там, нели? И там ми сликува как е в тие соби, во тоа бла-бла-бла и 2 дена пред да си оје, јас играм долу на компјутерот, стримах баш на трон. Тета или мама, не знам кој следнува ми вика, ама некој вика, знаеш, звона долу, та бърки. И јас викам, кој сега знаеш? Некој дете вика така големо. Не ми ни падна на паметот и може да е он. Излевам вонка и ја го он стоја пред моите куќи у такси. И јас така викам, го гледам, викам, шо бе? Ајде вике. Викам, шо ајде? Ајде вик, пијаме да шетме. А тогаш баш имаше полицијски час од 7 сати. Он 5 или 10 за 7 беше пред мене. Викам, не бе, полицијски час, не можам да дам, знаеш. Ајде бе, нема врска, вик, кајмо в хотел, вик, јас в Painted Black имам, вик, изнајмано соба. Мислих, шо устава, ти немам земано вода или сок за пијање. А гешко е много. И викам, не можам, сварно извини. Аба, ајде, вик, шо се забавиш, вик, јас соба имам изнајмано, вик, кај ме на рачок, ке носам во тоа. И јас влевам внатре, викам, не мом, извини, сварно не можем. И влевам внатре и му викам на тато, викам, така работи един педофил, викам, вонка стоја, ма чека негде да ме замал, да ме носил негде. И тато толку му требаше, а он е паметен човек, никога път не избувнал. Излезе вонка и вика, добар ден, знаеш, фул смирено. Вика, добар ден, вика, кој сте ви? И вика, јас сум Антонио, вика, го чекам вашиот син, другарче ме, вика, Лаки, се знаеме од порано. А, вика, добра, де кјојте, вика, што ќе правите? Вика, ми ништо, јас така сакме да испаднеме малцат, јас, вика, од Германија сум, другарче, него одамна се не ме видам и така се рашетме. Вика, добра, дека, знаеш, де кјојте? Вика, ми, ала, ахме до Painted Black на рачок дојме и така, знаеш, да се седнеме, се рашетме. И тато вика, добро. Оди, вика, ти, јас саки донесам за 5 минути да се облече. И во се влезе таксито и тара. И, знаеш, тато, вика, во не е нормален, не знам как. И јас го знаех од таков. И типот утре дентот и нели нема носил тато, таму в Painted Black направил хаос од неговата соба, не знам што су кашил, папки фрлувал, вазни што и мало се су кашил. А плюс бил другиран, пиен и не знам, не знаел што се дешава као. И оттаму дали правил свидел за Германија или што правил, не знам, али во главно типот беше залудеан и јарно што си уде.
Явно ще си забегал от тук, защото оден Германия или дека оде поема нема и по-арно. И фала Богу веќе нема за маре. Сега, што е главната фрка? Не знам кој слушавал видеото, се враќаме или така нешто, објаснувах, оти бех и во полицията да го пријавам. И аз саках много одамна да го пријавам, ај вајн кеом, утре кеом, никак да одам и се реших един ден да одам. И викам така и така работата. Значи сакам да пријавам, викам един педофил ми дојде дома, значи се објаснам така биде, вака биде, тоа биде, во биде, така ми пише, вака ми пише, тоа ма замарша, волко ма замарша, такви видеа ме пушкише, така ми сликше, вака ми сликше. Да, душа се им објасни. И типците ми викат, извини, вика, ние не можеме ништо да превземем од полицијата. Викаме, зашо? И вика, ако превземавме, вика, ние за секој таков интернет случај, вика, дек ќе стигнеме, далеко ќе стигнеме, вика, не можеме ние да превземеме, вика, такво, не ништо, вика, за него. Само, вика, блокирамо го профил. И аз викам, да, знам, викам, затоа му блокирах, аз викам 6 профила и он вика, и викам упорно нови прази да ми пише. Ама не, вика, ние стварно не можем ништо да направиме, вика, затоа блокирамо го. А викам, знам, блокирах 6 пата, вика, што да направим повеќе? Викам, плюс дома ми дојде. И вие ми викате, уште еднаш во случај ако ти дојде дома, некак пробајте да здржите, вики, и јавејте ми се. Јавејте ни се, не вики ќе дојме. Викам, окей, значи еднаш дојде дома. Ништо не ми направи. Одек да знам, викам, ако вториот пат не дојде, свашта што да направи, може ќе влезе, пример, с палка, с балтија, с нож, с било што да не бода, да не изтепа. Сваќа одек знам со што ќе да плюс, он како што се другира и пие. Ама ние знаеш ништо не можеме да направиме во тоа и така да ништо не ми помогна полицијата. Сам мислех со приватен судија со приватен адвокат да го тужам, не да му пуштам тужба казна. И плюс си помислих в главата, викам, не дај Боже, викам на вас да ви дојде дома така некое дете. Мислам, не дете, педофил, манијак, некој така 20 кусор 30 годишен, дома да ви дојде, да видам вие как ќе реагирате, дали ќе чекате и втор пат да дојде или уште од првиот пат одман ќе превземете мерки, ќе извикате цела полиција, коли се ќе дојде. Така да, не знам, искрено не знам што да кажам. Така, дечки, ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, коментирајте со хештег Lucky Army ако сакате поздрав, не, хештег Lucky Army ако сакате поздрав во наредно видео. Јас немам што повеќе да ви кажам, заследете ме на Инстаграмот LuckyCarX, а ние се гледаме во наредно видео утре. Така да како што реков, од 1 август до 31 август дејли цел ден, мислам цел месец секој ден. Така да ќе пробам до крајот на 2021 да истерам дејли, ако не 10.000, барем 9.500 да качам. Па немам што повеќе да ви кажам, ние се гледаме во народно видео утре, така да поздрав до тогаш, што ставате лайк, комент, субскрайб, заследете ме на Инстаграм, а ние се гледаме во народно видео утре. До тогаш поздрав, имајте убав ден. Чао!